Македонија е одлучна за својата иднина во НАТО и Европската Унија и никој не може да изастане на патот. Јас знам дека сте уморни од политички кризи, од препокување меѓу партиите. Знам дека ви е доста од поделби и омрази. Знам дека искрено сакате барем еднаш да не видите сите заедно, да работиме за подобро утро за сегашните и идните генерации. За жал, Христијан Мицковски не успеа да го препознае моментот. Наместо да се качи на возот кој брза кон Европската Унија и НАТО, тој избра да остане на мрачната страна на историјата. Денес ги извадивме работите на Виделина. После третата лидерска средба, веќе се стана јасно. Треба на сите да им е јасно. Христијан Мицковски срамно лаже кога тврди дека ова раководство на ВМРО-ДПМН му биле важни изборот на Државната изборна комисија со двотретинско мнозинство, техничката влада за следните избори или законот за финансирање на политичките партии. Христијан Мицковски лаже дека сака Македонија да стане членка на НАТО и Европската Унија. Лаже дека сака правна држава, лаже дека се бори за чесен референдум. Почитувани граѓани, Мицковски денеска се обиде да ги прикрие своите вистински намери. Откако виде дека не постои ниту минимум шанса да се согласиме воопшто да разговараме за директна или индиректна амнестија, денес беше принуден декларативно да се откаже од неговата срамна цел, по секоја цена да издействува спас за неговите ментори и колеги. Меѓутоа, Христијан Мицковски денес разговараше без намера да се договори. Неговата единствена цел денес беше, ако веќе нема амнестија, тогаш нема да има ниту договор. Јавноста мора да знае. Христијан Мицковски денес доби избор на Државна изборна комисија по услови кои тој ги бараше. Доби закон за финансирање на политички партии со негови предлози вклучени во текстот на законот. Доби и техничка влада по пржинскиот модел пред секои избори. Сето ова го добиваше во пакет со единствениот услов кој требаше јавно да го исполни. Да ги повика гласачите и подржувачите на ВМРО-ДПМН да излезат на предстојниот референдум и да гласат по сопствено убедување. Христијан Мицковски одби да се откаже од својата намера со бојкот да ги уништи Европската Унија и НАТО перспективите на граѓаните. Што и да зборува понатаму, на сите им е јасно која е неговата вистинска цел, а тоа е Македонија да не успее. Нам совеста не е чиста. Пруживме рака и до крај се обидовме да го убедиме раководството на ВМРО-ДПМН дека во овие историски моменти треба да бидеме заедно, обединети во остварувањето на стратешките определби на нашите граѓани. Партијата, која една деценија се крсти во референдумот како нивна програмска определба, денес неодговорно избега. Значи, Мицковски вели, граѓаните се со него, а не сака честно да им даде избор. Мицковски вели, сака во Европската Унија и НАТО, а не сака да подржи ниту еден чекор кон таа цел. Јас да ви кажам, Мицковски не знае што сака. Ја користам приликата да им се обратам и на сите честни членови на ВМРО-ДПМН. Вам вратата ви е отворена, исто како што е отворена вратата за успех на цела Македонија и за успех на сите граѓани. Направете го вистинскиот избор. Татковината ќе ја биде. Македонија ќе стане членка на Европската Унија и НАТО, а македонскиот народ вечно ќе биде македонски народ и вечно ќе зборува македонски јазик. Сакам јасно и прецизно да порачам. Јас, Зоран Заев, и сите ние кои сме рамо до рамо, заедно на овој пат, нема да дозволиме актуелното раководство на опозицијата да ја држи и понатаму Македонија во заложништво. Ние сме
почитувани граѓани, за напредна, просперитетна и европска Македонија. Ние, огромното мнозинство за Европската Унија и НАТО, сме овде. А оние другите избраа да останат осамени и заглавени во своето црно минато. Ова беше уште една можност за Мицковски и ова раководство на ВМРО ДПМН да застане зад македонските национални интереси. Од сега па натаму, нека им суди историјата за нивните срамни действија. Јавноста нека биде спокојна. Тргнуваме силно и никој не може да не сопре. Како никогаш порано, одлучни и решителни. Македонија да успее. И ќе успее. Ќе има и државна изборна комисија, ќе има и референдум и ќе победи волјата на граѓаните. Бидете сигурни во тоа. Коалицијата, која е за еднината на Македонија во Европската Унија и во НАТО, ве уверува во тоа. Благодарам. Колеги, ви благодарам. Немаме време за прашања. Премиерот треба да патува на вистина. Реков пред неколку часови, добле се, демократски чин, да покажеме и дома и пред целиот свет, дека не ни треба медиатори за да се договориме. Направивме чекори, прифативме сето тоа што го бара. Зборот е збор. Го дадовме и тоа ќе се реализира. Но и покрај тоа, избега да остане на браникот на националните интереси. Избега да потврди дали е вистински за НАТО и за Европската Унија. Тој треба тоа и вам, но и пред се на граѓаните да им го објасни.